Човекот кој падна во голема дупка што се отвори на пат во главниот град на Јужна Кореја, Сеул, е пронајден мртов, соопшти локалната противпожарна служба. Човекот возел моторцикал во областа Гангдонг кога патот се урнал околу 18 часот и 30 минути по локално време. Спасувачите го пронашле неговото тело под земја во вторникот наутро околу 11 часот по локално време, на приближно 50 метри од местото каде што паднал. Во несреќата е повреден и воzač на автомобил, а снимката од несреќата брзо почнала да се шири на социјалните мрежи во Јужна Кореја. Финска 8 пат поред е рангирана како земја со најсреќно население во светот, според светскиот извештај за среќа објавен минатиот четврток по повод одбележувањето на меѓународниот ден на среќата. Македонија е дури на 86-тото место на оваа листа. Од најинтересни работи што финците како најсреќниот народ на светот, го издвоивме тоа дека многу јадат. Финската кујна е едноставна, но богата со традиција и користи многу состојки кои се типични за студената клима во оваа земја. Јадењата често се базираат на локални, сезонски состојки како риба, месо, компири, бобинки и житарки. Младиот 19-годишен херој Јован Костадинов, кој спаси повеќе од 20 млади за време на траорниот пожар во дискотеката Кочани, е во добра состојба, се врати дома. Тој беше пречекан од соученици во гимназијата Ванчо Прке, во виница со транспаренти за благодарност за неговата пожртвуваност и храброст, како и со аплауз. Јован, кој за време на пожарот постапил како вистински херој, влегувајќи и излегувајќи од пожарот со цел да спаси што повеќе луѓе, го ризикувал својот живот без ни малку себичност и со голема храброст, без да се спротистави на стравот од пламените јазици. Лузните на телото на Јован го покажуваат несекојдневното јунаштво кое треба да биде пример за сите нас. Министерот за здравство Арбен Таравари за Јован напише дека не е херој само на Кочани, туку и на цела наша држава. Паркот на чудовишта во шумата на градот Бомарцо е навистина парк полн со чудовишта направени од камен. Станува збор за комплекс од огромни камени споменици создадени во текот на 16-тиот век. Во шумската долина под замокот Орсини има гротескни скулптури и мали градби среде природата. Така, можете да најдете голем воен слон кој лови војник, монструозна глава од риба, џин кој се обидува да преполови друг и слично. Најстрашно од сите секако е огромната глава со преплашен израз кој изгледа како да вреска. Станува збор за богот Оркус, римскиот бог на подземјето, на чија горна усна пишува разумот исчезнува. Друга интересна работа е што можете да влезете во главата на Оркус и да седнете на масата внатре.